Европската централна банка соопшти дека 25 банки од еврозоната не го поминале така наречениот стрес тест, според кој беа проверувани дали би обстојале во евентуална нова економска криза. Од 130 банки кои биле тестирани, секоја петта не го поминала стрес тестот. На тие банки, според Европската централна банка, им недостигаат околу 31 милиарда долари за да преживеат некој потенцијален сериозен шок. Охрабрувачки е што сите големи банки го положиле стрес тестот. Најпроблематични биле одредени банки во Грција, Кипар и во Италија. Една од поголемите банки која не го поминала тестот е банка Монте деј Паски ди Сиена, која е трета по големина во Италија и една од најстарите банки. Од 25 проблематични банки, 12 веќе превзеле мерки за зголемување на резервите, а за судбината на останатите ќе биде решавано во наредните месеци. Banks will have 2 weeks to present a plan to the ECB with corrective measures. Овие банки ќе имаат 2 недели да презентираат план до Европската централна банка со корективни мерки. Некои веќе превзеле мерки, останатите ќе имаат 6 или 9 месеци да соберат капитал, вели Ентони Баерт од ING банката. Сепак нивната судбина сега зависи од тоа дали во тој период ќе има некој нов економски шок. Овој стрес тест, спроведен од Европската централна банка, доаѓа на 1 месец пред таа да превземе улогата на супервизор на банките во рамките на еврозоната.